Драги пријатели, добро вечер. И драго ми е што денеска вечерва се наоѓаме овде во Метаноја, во Балканскиот институт за мир, вера и култура. Пред малку ја запаливме свеќата на мирот и таа веќе гори, покрај свеќата на надежта која исто така гори. А овде е собрана целата љубов и верба. Така да ги имаме сите елементи да бидеме среќни, весели и радосни. Но денешниот ден е светски ден на мирот, овај на човековите права и слободи, и токму еве човековите, пошто се зборува, а овде улица Максим Горки и Максим Горки во една драма беше или роман, Мајка, каде што тој човекот го издига на највисоко ниво. Да се биде човек, тоа е голема гордост. И токму еве, нека биде голема гордост овде, од овај, да речам, мал простор, но од светско значење. Јас искрено за овај ден, 90-та година во минатиот век, имав една изложба во Обединетите нации во Њујорк, каде што изложив 45 цвеќиња на мирот за 45 години на Обединетите нации. Таа изложба ми отвори амбасадорот југословенски тогашен Дарко Шиловиќ во Њујорк во Обединетите нации, а воедно имаше и еден филм што се прикажа од Велко Булаич, Донатор, после отварањето на изложбата. Друга изложба што е поврзана со Обединетите нации имав повеќе и секоја година од тогаш навамо, што значи дека јас на некој начин овај ден го сметам како еден многу значаен ден од мојата мисија. Тогаш имав само 5-6 години, како ја почнав од 85-та до 90-та, меѓутоа сега веќе наполнив 40 години мисија Цвеќе на мирот. Подарувајќи ги моите цвеќиња на секаде во светот, вие сите имате овде што разбрав. И каде што сте биле, секаде да, 70.000 слики имам подарено во светот, над 300 изложби во Шведска, Полска, Германија, Италија, Канада, Америка, Србија, Хрватска, потоа Турција, Бугарија и така натаму, речи си низ цел свет, особено преку поетите од цел свет што доваѓаат во Струга, од 86-та навамо, значи добија околу 3500 поети, мои слики. Значи на сите континенти на некој начин преку поезијата поетите отиде мисијата Цвеќе на мирот. Преку државниците не дека заслужуваат, но дека се одговорни за мирот, им подарував на Кофи Анан, на Бутрос Гали, на Џорџ Буш, Горбачов, Сулејман Демирел, Хелмут Кол, Џон Мејџер и така натаму. Имам писмо од мајка Тереза пред 42 години. Потоа имам писмо од Индира Ганди, која беше преседавач на неврзаното движење, и од многу други личности од целиот свет. Моите слики дошли кај Ричард Гир, Клаудија Кардинале, Кораима Торес, Биби Кинг, Рей Чарлс, Азнавур и така натаму. Тоа се имиња, Пауло Коелјо, Сидни Шелдон и многу други. Но да не зборувам многу за мене. Јас во оваа прилика, покрај другото, сакам да кажам дека и нашиот истакнат поет Горан Анчевски, кој на овај ден пред 60 години е роден, што е член на Друштвото на писателите на Македонија, ова Карши, и тој на некој начин е продолжувач на делото на Јесенин,
тој го викаме македонскиот еседник. Така да овде се е врзано со нешто, а најмногу не обединува Коста и Наде со овај простор овде што ние го имаме. А Метаноја одбележува 6 години од постоењето. Не, 25 од овој Метаноја, 6 години од галерија. Од галеријата. Добро, ја врзан со изложби на галеријата. 6 години, точно. 6 години од галерија. Еве, значи имаме два јубилеја. Еден со галеријата, 5 плюс 1 и 25 на Метаноја. Така да, навистина овде се чувствува една душа, еден мир, еден, така да речам, душевен мир кој ги спојува луѓето. Овде, ако дојдеш еднаш, тоа ти е загарантирано дека стално ќе Јас сум жив доказ, откако влеговте изде. Да. Еве имаме и пример. А и јас сум... Од сите генерации. Од- Децата исто се чувствуваат. Од 6 август јас влегов овде и сега тука сум. Волшебно нели да гледам. А тука, како не ќе бидеш кога е Наде, надешта. Кога е Коста, што никогаш не е доста со него да се разговара, да се биде со него и навистина овој простор многу ми значи. Но да не зборувам јас многу, Јас да ве прашам да кога ќе или имате уште. па јас толку сакам. Јас да ве прашам, при толку подарување се прашувам дали задржавте некои слики за вас лично. Обично производителот не задржава производител. Па јас искрено да ви кажам, задржувам. Задржувам од сите години по нешто за да имам трага, но Доказ за себе. да, меѓутоа јас сега скоро сакам да отворам една изложба онлайн, да ги повикам сите што добиле мои слики, да тие слики ги фотографираат и ги испратат на Facebook или на некоја друга социјална мрежа и да раскажат што им значат тие слики. На некој можеби им носат радост, на други здравје, на трети среќа Сеќавање. и така, сеќавање нормално. Така да, еве, тоа веројатно ќе имам многу луѓе што ќе се вклучат во таа изложба Цвеќе на мирот и со тој, да речам, Тоа е цвеќе на сеќавање. цвеќе на сеќавањето и пријателството. Да. Така да, еве, уште- нови моменти во целата ова, да речам, мисија на мирот, што сите сакаме мир. Да престанат сите Уште војни, нешто. да престанат заканите со нуклеарно оружје и така натаму, што значи ние се бориме, еве и вечерва ќе пуштиме 3 балони Светото Тројство за мир во светот. И да се надеваме дека еве мирот конечно треба да дојде. И уште едно прашање има. Не е ова прашање, туку мислам дека ќе биде интересно за слушателите да го слушнат историјатот на една песна од Блаже Конески, Роза ли се викаше? Ружа, да. Затоа што таа приказна вие мене лично ми ја раскажавте кога бевте во Градинка гости, како настанала песната Роза. Да. И тоа ете го запамтив и можеби ќе биде Па интересно. ајде со таа песна ќе ве гушнам. Да нема тука некој да ни ја рецитира. Еве, јас ќе изрецитирам. Јас. Јас. Песната Ружа ја добив 1986 година и до година правам 40 години како ја добив, а му подарив на Блаже Конески за неговиот 65-ти роден ден една слика Цвеќе ружи. И тој да не ми остани должен, од збирката Везилка ми ја препиша со негов ракопис, песната Ружа, за да ми се заблагодари за подарокот, ликовен приказ на цвеќе и со мислата вели што нема дека нема цвеќе што не е убаво. А песната Ружа е стварно убава. Да, се сеќам. Вели вака: Ружо со лице како меки усни, ти цутена на полјанка те следам. Те следам скришно, девојченце мое, и само гледам, и само те гледам. Ружо, ја сакам оној румен звук што во тебе се таи да го слушнам.
Ружо, јас сакам и ќе дојдам вечер, скришем да те гушнам. Ето ова песна предизвикавте да ве гушнам. А ја морам тебе само да се. Еве, во оваа прилика би сакал да го повикам Коста Милков, еден човек кој не треба многу да му спомнеш за да напише реферат посветен за мирот, за човековите права и слободи, а тој ја доби задачата пред неколку минути. Виче непопишување нема проблем. Особено јас би рекол тоа, благодарам прво на господинот Цветин за овој убав, така да кажеме, поттик од негова страна да не собере заедно на денот, меѓународниот ден на човекови права и слободи, како што тој вели. И соодветно со тоа што е темата и што сакаме вечерва за што сакаме да зборуваме, јас сакав накусо, не во цели реферати и така натаму, да зборувам малку токму на таа тема и сакам да ја поврзам повторно, значи, со она што е многу блиско до моето срце, а тоа е да се искажам преку некои од моите теолошки рефлексии и исто така да размислувам преку поезија. Зошто го велам ова? Затоа што кога ќе го спомнеме зборот мир, кој е поврзан со спокојство, кој е поврзан со она чувство на слобода. Мирот без вистинската слобода, човек да се почувствува дека во Библијата има една таква слика. Вистинскиот мир, кој на еврејски се вика шалом, не е само отсуство на некаков немир, не е отсуство или отсуство на какво било вознемиреност. Туку зборот шалом во себе го содржи елементот на припадност и да си свој на своето со своите, каде и да се наодиш. Тоа значи дека целиот свет ни станува дом. И втората работа што Библијата ни го посочува за мирот е тоа дека секој ќе може да седне слободно, така вика Библијата, под својата смоква и под својата лоза и да јаде слободно и безбедно, без никаков страф од нивните плодови. А како тоа може да се постигне? Може да се постигне само преку благодарност. Мирот без благодарност никогаш нема да биде постигнат. Зошто го велам ова? Затоа што луѓето што не се благодарни за постоењето, за тоа дека се тук и за тоа дека имаат доволно за да можат да обстојуваат, таквите луѓе никогаш нема да имаат мир, бидејќи никогаш ништо нема да им биде доволно. И всушност тие ќе го поттикнуваат секогаш немирот во светот. Само благодарно лице може во целост да биде слободно, затоа што е во целост мирно, бидејќи е благодарно за животот што го има и уште поважно, за заедништвото во кое што живее. И така, по тој повод, јас би сакал да ви прочитам една песна која ја напишав кога самиот барав мир во далечната 2013-14 година во Сингапур, додека работев на некакви постдокторски студии и не можев да си најдам простор да се изразам како што треба. Немав мир, така да кажам. Сега дека не дојде мигот да бидам инспириран да размислувам од каде тоа доаѓа и дојдов меѓу другото и до оваа песна. Се вика Благодарам. Се будиш од сон спокоен и целосно свој. Со меко срце и кроток ум, присутен и прибран. А на дамарите непречено и одмерено ти плови крвта крепејќи ја секоја клетка со животен сок. Очните капаци не ти натежнале како олово, ами жетни за светлина се отвораат бодро, радувајќи му се на осамнатиот ден, што како топол сомун повикува да се начне. Мислите ти се како зраци на утринското сонце,
распослани по лулеавото езеро, надлетувано од птици со златни крилја и огнени клунови. Сите наброи. Стокмени невести во полн болскот. Кога допираш, и допирот те поврзува со целата вселена. Даруван си со исцелителна моќ да ги подига паднатите, да ги теши скршените, отфрлените. Дали за миг застануваш и кажуваш благодарам? Тоа е, значи, според мене, она што ќе не подтурне и ќе не воведе во една ера на вистински мир. Бидејќи не треба како античките, древните римјани да размислуваме, дека како што тие знаеле да кажат, ако сакаш мир, подготвувај се за војна. Јас ќе кажам, ако сакаш мир, треба да се подготвуваш за мир. Така и ќе завршам. Со еден стих кој се наоѓа во Библијата, кој го искажува еден од најпознатите стихови во Стариот Завет и се вика Благословот на Арон. Арон бил брат на Мојсеј. И еве што вели Арон на таа тема. Да погледне кон тебе Господ со светлото свое лице и да те помилува. Да го сврти Господ кон тебе лицето свое и да ти даде. Зашто бевме тука? Мир. Амин. Е, токму така нека биде. Ти благодарам многу на сите. Благодарам Коста. Јас мислам дека ако ти даде задача пред еден ден, сигурно ќе требаше да организираме семинар, симпозиум. Да. Но, еве, и во ова кратко време, мислам дека есенцијата е таа за мир. Суштината е погоди. Да. Ти и јас, сите што учествуваме. И токму, еве, јас таа декларација за мир, која е подпишуваме од 23-та година, декларација за мир против сите војни, против употреба на нуклеарно оружје, токму е таа наменета да го сочуваме мирот на планетава Земја и јас ве уверувам дека таа декларација јас ќе приложувам и поддавам на луѓето да ја подпишуваат додека сум жив, а после веројатно некој ќе ја преземе, зашто мирот и во најмирно време е потребен. Значи нема миг кога мирот е доволен и тука е крајот. Него мирот треба цел живот, што се вика, и нешто повеќе од тоа. Тоа значи дека постојано треба да благодариме. Цело време. Да. Од утро до вечер. Од утро до вечер. Епа благодарам што сме тука. Што се најдовме тука, баш. Тука е Елеонора Николова, која верувам нешто и ќе ни прочита. Секако. Добро вечер и од мене. Значи, како што веќе Живко ме представи, јас сум Елеонора Николовска. Пример за човекот, односно човечноста, кој се движи по својот миротворен пат, е секако Живко. Затоа јас избрав нешто во однос на веќе зададената тема, да речам, за патот, односно патот по кој чекориме животот. Пат. Чекорам по патот во недоглед. Полека и лежарно, никаде не се брзам, а потоа наеднаш забрзувам и брзам, како животот да ми зависи од тоа. И повторно, успорувам, полека и веќе чекорам сосема бавно и смирено. Повторно се шетам со лезет и смиреност по патот кој со поглед не се догледува до некое следно забрзување. Ви благодарам. Навистина ти си една прекрасна личност, која секогаш доаѓа на вакви манифестации и секогаш е во едно позитивно светло, што носи кај сите нас еден восхит на една дама, една поетеса, една професорка која знае како да ги воспитува и образува незините ученици. Ви благодарам на оваите зборови. Сега би сакал малку да го поттикнеме Горан
пошто денешниот ден е неговиот 60-ти роден ден. Тој е човек кој навистина не само што ми е сосед, тој ми е и колега, и пријател, и со него во паркот на поезијата во Капрештец секогаш по разни поводи организираме настани вака како овој. И на тој начин ете се дружиме заедно со Вале, Тимче, Мендо и другите пријатели и колеги, па Елеонора и така натаму. Едноставно човек кој навистина поезијата му е, како да речам, душата. Ова што го гледате сега пред да говори е телото на Горан. И јас му благодарам што е на овој ден е роден. Прво, заради тоа што тој со неговата човечност, со неговата дарба, го дава она најдоброто од себе. Па Горан, еве, ти давам збор. Прво поздрав до сите, до ово убаво друштво, во овој храм, во вистинска смисла на зборот, храм на светлина. Окружен со убави луѓе, со убави книги, со убави енергии, се почувствував убаво. Последната моја стекозбирка во ракопис се насловена Длабоки води и острови. Ете, сега моментално сум на еден таков остров, на светлина, на убавина. И понатаму вака да се дружиме со убаво и да има убави настани. Нека ви е среќен. Среќен Фала, роден ден. да сте живи, здрави сите. Да не пишуват уште долги години. Две кратки песни ќе кажам. Во контекст на тоа што го кажа Живко, ќе се надовршам. Мајчинска солза. Океан од тага во капка солза. Ја видов таа тешка, претешка солза и сиот ме потопи. Толка, ова е кратко. А сега за еден остров. Ќе прочитам. На островот на цвеќето и поезијата. Патував во духовните галаксии, патував во богатите поетски светови, на Рацин, Вапцаров, Конески, читајки ги и слушајки ги нивните безвременски стихови. Наискрено поодушевувајќи им се на возвишените поетски цветови. Мечтателно загледан во небесната бескрајна шир. Долги години ги восприемав куманите длабоки пораки за светлини, правдини мир. Неуморно ловев пролетен зрак од светлозрачен, убав поетски збор и ја подхранував надежта, ја подхранував надежта дека на нашата планета Земја не царува само грдотија, воено лудило, мрак. Покрај белото езеро, мирно, тивко и мостовите на бисерниот Рим, го впивав нежниот говор на цвеќето на мирот, волшебно насликано од сликарот миротворец Поповски Живко. Ете, и мојата младост си одлета, но не жалам не. Повторно да се родам, по истиот пат, ќе бидам пак и од. Браво, Горане. Еве, ова нека биде за наредните 60 години. Фениксот. Фала на Живко за топливе зборови на сите вас. Фала и вас. Ой,